Здраво на сите, јас сум читачот, ова е ново видео, нова епизода од соработката со ЕУ за култура. Повеќето од вас знаете дека неодамна одново беше активиран читачкиот клуб или Book Club на Europe House Скопје. Првата средба ја одржавме во Скопје, втората средба се одржа во Europe House Велес, бев гостин таму, си поминавме супер, имавме еден одличен разговор за романот како форма за читањето и читачките навики во дигиталната ера во која што живееме и предизвиците што одат со тоа. Овој месец не се собираме во живо, продолжуваме во август, меѓутоа решив да го снимам ова видео како дел од содржините поврзани со Book Club-от. Значи овој месец остануваме во дигиталниот свет и во дигиталната ера. И сакам во ова видео накратко да отвораме на интересна тема која што не им е непозната на љубителите на книжевноста, а тоа е онаа поделба на книжевна фикција и на жанровска фикција. Мора да се каже дека оваа поделба не постоела од секогаш, дека се појавува во 20-тиот век и во голема мера се појавува и поради комерцијални причини. Сакам во ова видео да ги представам на кратко карактеристиките на така наречената книжевна фикција, на така наречената наспроти неа, на така наречената жанровска фикција и на она што ги спојува, она што им е заедничко. Постојат оние предрасуди или популарни мислења дека жанровската фикција е плитка или таа служи за лесна забава. Од друга страна пак книжевната, многу луѓе сметаат дека книжевната фикција можеби е претенциозна или можеби е здодевна. Треба да се напомене нешто што сакам да го нагласам на самиот почеток е дека оваа поделба не може да биде апсолутна и целосна. Значи сепак постојат многу преклопувања и иако жанровската литература се чини дека е полесна за дефинирање, затоа што е попредвидлива на некој начин, сепак кога се обидуваме да ја дефинираме книжевната фикција, нештата стануваат малку поабстрактни, позамрсени, е потешко да се даде чиста дефиниција. Пред да се појават сите тие поделби и жанрови, често се спомнува примерот на Едгар Алан По и дека еден од неговите раскази се смета за првиот детективски расказ. Со тоа на некој начин По станува зачетник на тој подоцна така наречен детективски роман или крими романи, меѓутоа во тоа време тоа не го сметале луѓето за детективски роман или слично, и не знам, може да го земеме Франкенштајн и сигурно Мери Шели кога пред да го напише не рекла сега ќе го напишам првиот научно-фантастичен роман и така ќе бидам зачетник на научната фантастика. Не, во тоа време таа напишала роман со елементи можеби на готика, на хорор и како и да е, меѓутоа не бил романот веднаш сместен во некој жанр или да не сметале луѓето дека тоа е некој предвесник на научна фантастика во времето кога таа го пишува. Кога станува збор за книжевната фикција од една страна, најчесто првото нешто што се спомнува дека таа е базирана дека е реалистична, дека се базира најчесто на сериозни ликови и ликовите се клучни, наспроти заплетот како нешто клучно во жанровската фикција. Да, се смета дека е реалистична, меѓутоа тоа не значи дека не постојат фантастични моменти во книжевната фикција. Во таа смисла и најчесто кога се тие фантастични моменти се најчесто се во доменот на магичниот реализам. Се смета дека книжевната фикција се занимава со покомплексни теми, со човековата состојба, се занимава со историски теми, па историски романи тука би влегле, се занимава со големи, меѓутоа и не толку големи прашања, всушност понекогаш и со многу на некој начин споредни прашања. Многу често книжевната фикција знае да биде отворена, да нема разрешница на крајот, да биде експериментална. Не знам, во последниве неколку децении ги имате писатели како Итало Калвино, каде што експериментира со формата, нели, ако една зимска ноќ некој патник, или од пред неколку години романот на Џорџ Сондерс Линколн во Бардо, кој што се смета за прилично експериментален роман. Сега наспроти овие одлики, да речеме, на книжевната фикција, ја имаме жанровската фикција, која што се смета дека е пред се базирана на заплет и дека многу често следи одредени тропи и шеми и структурата
е предвидлива. Значи се смета дека жанровската литература се користи со слични структури и архетипи што прават приказната да функционира на одреден начин. А може да кажеме дека е формулаична и дека секој од жанровите си следи своја шема. И сега тука треба да ги спомнеме кои се сите во најмала рака основните, најпознатите жанрови, затоа што до денес поради комерцијални цели тоа е толку поделено на поджанрови и подкатегории што секој од овие жанрови има можеби не десетици, има многу подкатегории. Тука ќе ги спомнеме фантазијата, научната фантастика, романсата, хорор, мистерија, крими, детективски романи и така натаму, и сите овие си имаат подкатегории, подподелби. Например, на што мислиме кога велиме дека се следи одредена шема на раскажување или структура. Пример, во романсите една типична би била дека двајца се запознаваат, можеби случајно, можеби се работи за љубов на прв поглед, тој е богат, таа е сиромашна, ќе се влюбат еден во друг, ќе има големи предизвици за нивната врска, ќе се сретнат со големи проблеми, меѓутоа заедно ќе ги надминат и ќе живеат среќно за секогаш. Сите овие жанрови се користат со слични техники, иако имаат различни символи, различни теми кои што им се својствени, како хоророт, например, или може да ги земеме така наречените детективски романи, Агата Кристи тука, нели, име што на секој ќе му текне, и така наречените whodunit романи, или кој тоа го стори, во кој што се случува убиство и на крајот нели доаѓа изненад, може да нагаѓаме, можеби ќе биде изненадување, меѓутоа на крајот знаеме дека тоа убиство ќе биде разрешено. Значи тоа е таа предвидливост и шема со која што се служи жанровската литература. Веројатно најголемата разлика за која што често се зборува кога се споредуваат книжевната и жанровската фикција е тоа дека книжевната фикција се базира на градење сериозни длабоки ликови, додека жанровската фикција зависи во најголема мера од добар заплет. Сега, иако во голема мера тоа може да значи дека е така, сепак тоа не значи дека во жанровската литература ние не наоѓаме длабоко изградени, сериозни, длабоки 3D ликови, карактери. Меѓутоа, мислам дека најголемата разлика не е само дека книжевната фикција зависи и гради се врз добрите ликови, колку што ликовите во книжевната фикција ни се даден ни е нивниот надворешен свет, меѓутоа многу често и нивниот внатрешен свет, значи нивната емоционална состојба, нивната психичка состојба, нивните превирања, можеби психички проблеми, да речеме, може тука да го спомнеме, не знам, Марсел Пруст, потрага по загубеното време, може да го спомнеме Расколников од Злосторство и казна, значи зборуваме за цел еден внатрешен свет на главните ликови кои што ни е даден и кои што можеме да го наблюдуваме. Од друга страна, во жанровската фикција повеќе е фокусот на надворешниот свет, на надворешноста на главните ликови, со тоа што тука го имаме, нели, јунакот кој што треба да победи некое зло, значи за да дојде до својата цел или така натаму, така што повеќе е фокусот на надворешноста и на надворешните предизвици со кои што треба се соочат јунаците отколку на нивната внатрешна состојба. Она што е интересно е што романите од книжевната фикција знаат да бидат побавни и знаат да бараат поголемо внимание од нас и поголемо време да се навлезе, отвараат, како што кажав, општествени, филозофски, секаков тип на прашања, наспроти, нели, жанровската литература која што е многу често базирана на акција, на действие. Како и да е, овие споредби може да бидат интересни, може да не поттикнат на размислување, меѓутоа сепак она што е важно е да не престанеме или да почнеме да читаме широко, да го читаме најдоброто од сите жанрови. Оваа поделба, иако е можеби интересна и поттикнува дискусии, дебати, иако тука работите не се црно-бели, има огромни преклопувања, сепак она што е најважно е да читаме добри книги. Така што толку беше за ова видео за поделбата меѓу книжевната фикција и жанровската фикција. Чувајте се и се гледаме со наредното видео и на следниот читачки клуб. Ćao!